Каде ја завршивме минатата сезона, сега ја започнуваме со тестови и новата сезона. Символиката е јасна, ја завршивме со BMW X3, а сега го тестираме Mini Cooper C. Овој автомобил се појави на глобалната сцена пред 2 години, кога ја шокираше јавноста. Не толку со изгледот, туку со дилемата дали Mini може уште да се нарекува Mini. Затоа што сега новиот модел е многу поширок, многу подолги, многу повисок од претходникот. А она што го носи во својата порака е дека покрај класичниот дизајн на надворешноста на кого сме навикнати од Mini со огромните овални фарови, во внатрешноста е направен многу поинаку, многу помодерно и многу попредизвикувачки. На задната страна повторно е задржан оној изглед на кого сме навикнати, но сега сменети се стоп светлата и целата задница изгледа многу подинамично и многу поприфатливо. Она што остана мало во Mini, тоа е багажниот простор. 231 литар имате на располагање, а тоа можеби нема да биде доволно за некои подолги патувања за четворица, но сепак Mini Cooper C е предвиден да пренесе 4 патници, но повеќе од двајца не сум видел барем досега да се возат во Mini. И она што е добро, можеби на подолго патување нема да може да земете многу работи, но кога се патува со Mini, битно е да имате многу картички, за да можете да ги трошите своите пари онака бонвивански, да си купите многу сувенири, а како ќе ги пренесете, тоа е друго прашање. Ја спомнав натрешноста. Прво што забележувате со облегувањето во Mini е дека има многу простор. Веднаш добре дојде ви дава огромниот дисплеј, овален дисплеј, кој е уникатно остварување во светот на автомобилите. Само да подсетам, целата површина на овалниот дисплеј е употреблива. Да, минимализмот е нагласен. Тука имате само 4 физички копчиња и уште дополнителни 4 за основните функции. Пред се тоа е стартувањето на моторот и она што треба да се нагласи кога станува збор за Mini, дека имате многу можности на организација и графичко покажување на дисплеот. Целата централна конзола, но и другите опшивки во интериерот се направени од рециклирани материјали. Но немојте да мислите дека Mini се задоволи само со употреба на рециклираните материјали. Напротив, во однос на каков приказ од Mini Experience одбирате да ви се рефлектира на централниот дисплеј, така и навечер целата централна конзола добива амбиентално осветлување. Ке повторам, во зависност од избраниот графички приказ. Наслонот на раце не може да се употреби, нема никакви простори за одложување на дребулии, но затоа ова место е предвидено за тоа. Лесно се отвора и во него со леснотија може да оставите клучеви, портмоне, дури собира и мобилен телефон. А кога сме кај мобилните телефони, уште едно остварување е доста паметно во Mini, а тоа е ова. Можете лесно да го одложите мобилниот телефон и тој да биде фиксиран, па како и да возите, тој ја задржува својата позиција. Се разбира, тука е и бесконтактното полнење на телефонот. Возачката позиција е перфектна благодарение на одличната ергономија на внатрешноста, како и многу добрите седишта кои одлично го држат телото. Можеби Mini треба да се искритикува поради овие пластики. Тие делуваат доста грубо.
Тоа се повторува и на вратите, но општиот тренд, па дури и во премиум сегментот, е да се употребуваат рециклирани материјали. Дали е тоа оправдано или не, треба да го кажат потрошувачите. Јас сум удобно сместен во Мини. Него го задвижува 3-цилиндерски 1,5 литрен турбобензински мотор со 154 конски сили. А како се однесува во возењето, ќе видиме сега. И веднаш со тргањето со Мини Купер C чувствувате дека моторот доста тивко работи. Впрочем, и првиот впечаток кога ќе почнете да го возите Мини Купер C е дека е извонредно тивок, што не беше случај со претходните генерации. Овој модел е задвижуван, како што реков, со 3-цилиндерски 1,5 литрен турбобензински мотор кој произведува 154 конски сили. Впарен со 8-степен автоматик, тој може да пружи големо задоволство во возењето. Оно што ми недостасува во менувањето на преносите се лопатките за управувачот, но тоа не значи дека не можете да го контролирате Мини како што сакате. Кога станува збор за динамично возење, веднаш до израз доаѓа извонредно прецизното и агилно управување. Мини суверено се однесува во свиоци, а она што ви дава посебна доза на самодоверба е извонредно прецизното управување. Имате чувство како да возите картинг, а не кола. Ова е посебно битно за оние кои сакаат да уживаат во возењето. Јас со Мини Купер C поминав повеќе од 380 километри и верувајте ми, во секој изминат километар јас уживав зад управувачот, без оглед дали е тоа на кривулес пат, на автопат или пак во градски услови. Потрошувачката просечна му изнесува 7,2 литри, што е многу разбирливо за бензински турбаш кој нема никаква помош од електриката. Истиот мотор со благ хибриден систем во моделите на BMW развива над 175 конски сили. Но да се вратиме во уживањето, во возењето. Кога динамично забрзувате, се слуша продорниот звук на моторот, но тоа само допринесува за кревањето на адреналинот. Без оглед каков стил на возење ќе одберете, вие суверено се чувствувате дека во секој момент ја имате ситуацијата под контрола, па без оглед и ако малку претерате со брзината, а со овој модел е многу лесно да се претера со брзината. Бидејќи моторот е доста агилен и одлично соработува со 8-степениот менувач. Со погон на предните тркала, Мини покажува дека иако има погон на предни тркала, може да обезбеди извонредно задоволство за управувачот. И секако ќе се запрашате колку чини ова задоволство. Акциската цена е 36.500 евра. Неа нема да ја дискутираме, бидејќи станува збор за еден производ кој не е само премиум, туку е и дел од животниот стил. Животен стил кој многумина би сакале да го имаат.
Севкупната атмосфера која пружа Мини Купер C е извонредна. Да бидам искрен, јас одамна не сум се забавувал со автомобил вака како што се забавувам со овој мал Мини. Но да подсетам, Мини повеќе не е мал. Тој покрај своите перформанси пружа и огромно задоволство што се однесува до удобноста и ергономијата. Оној кој што сака да доживее вистинско доживување со мал автомобил, можеби и нема подобра алтернатива од овој британец со германски гени. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Не ми замерајте, јас ќе продолжам да се забавувам со Мини Купер C. А доколку и вие тоа можете, би сакал да ги споделите со мене вашите импресии. До гледање до следното издание.